Авансот од Кина го повлековме, ама вакцините набрзо ќе стигнат. Последното оправдување на министерот Филипче ја разгневи македонската јавност. Граѓаните се револтирани од како што велат неспособноста на владата и бараат одговорност. Експертите предупредуваат дека поради доцнењето на вакцините Македонија нема да може да се спаси од најавениот трет бран на COVID-19. Премиерот Заев и денеска не можеше да одговори што се случува со вакцините. Само рече дека не сакал да лицитира со датуми. Не може да каже никој точен датум и затоа сме кажувале да помине кинеска нова година до крајот на месец февруари или слично. Како ги добиваме информациите, така ги споделуваме. Ние направивме се што имаме во делот на постапките за самите вакцини. Буквално отидовме да склучиме договори, да авансираме некаде, договори се со конечна цел да стигнат колку што е можно порано вакцините. Затоа и авансот во Кина е пуштан дури и предвремено, за да може колку што може порано да ги добиеме вакцините. Доктор Никола Пановски во интервју за Скопско ехо вели дека дури и вакцинацијата да почне во март, нејзините првични ефекти би се виделе дури во јуни. Место да си купевме вакцини во декември, како србите и израелците, ние ќе си истераме уште еден бран. Уште некои илјада умрени, илјадници болни со последици на прилежаната болест, уште илјадници без работа и леп. На социјалните мрежи врие. Граѓаните бараат оставки. Да не му падна жал на Вујчич и да не ви дадеше неколку вакцини и уште немаше да почне вакцинацијата во Македонија. Не дека сега е почната, ама колку да се рече. Понеспособно Министерство за здравство не сме имале. 20 дена трубите дека до крај на февруари ќе добиеме кинески вакцини, а почеток на март од Ковакс системот. И сега испаѓа дека вие за кинеските уште договор немате, а за Ковакс може и во април ќе испратат. Неспособност до бескрај. Последни во имунизација од регионот. Африканските држави ќе спроведат масовна имунизација, а ние уште ќе се лажеме дека вакцините само што не пристигнале. Денес утре. Прво мислев дека лажете, сега се гледа дека уствари сте неспособни. Ако не можете да се снајдете, дајте си оставка. Може некој друг ќе може. Секој ден ја гледаме бројката на починати, а вие што правите? Едно големо ништо. Срамота, не споменувајте повеќе вакцини, не го лажете народот. Секојдневните изговори на власта го поттикнаа и сарказмот кај корисниците на Facebook, па има и такви што коментираат дека вакцините преку AliExpress побрзо ќе стигнеле. И на мене од AliExpress ми имаат вратено пари. Мене баш во петокот ми стигна картонче од пошта да си подигнам пратка од AliExpress. Се мислам вакцина да не ми стигнала. Сакав да купам стан, дадов аванс, ама за моја сигурност го повлекав авансот. Но тоа не значи дека станот нема да го купам. Во Македонија засега се имунизираат само здравствените работници од ковид центрите, и тоа благодарение на 8100 дози од вакцините на Pfizer кои ги добивме како донација од Србија.